Вчера во Кочани на јавна трибина беше представено Сдруженијето на граѓани за наше Кочани, кое има за цел преку граѓанско здружување да делува на решавање на локалните проблеми во заедницата. Ова здружение е формирано по пример на Кумановското здружение, кое го носи името за наше Куманово и е пето по ред што се отвара во Македонија покрај Прилеп, Крушево, Куманово и Тетово. Председател на здруженијето за наше Кочани е Владимир Данилов, кој за активностите на новоформираното здружение истакна. Целите на здруженијето ќе бидат прецизни и јасни. За цел ќе имаме да привлечеме колку е можно повеќе граѓани кои сакаат Македонија да ја видат во една силна економија, да видат една просперитетна младина, да кажат стоп на корупцијата и што е многу битно во моментот да го зачуваме идентитетот. Активностите на Сдруженијето на граѓани за наше Кочани ќе биде координирано со активностите на Сдруженија на граѓани на другите здруженија граѓани во Република Македонија со една јасна цел и една јасна идеја да овозможиме една пријатна атмосфера и едни подобри услови за живење на сите граѓани во Република Македонија. На отварањето на Сдруженијето на граѓани за наше Кочани присуствуваше и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој даде поддршка за новоформираното граѓанско здружение. Целта на ова здружение е првенствено да работи во интерес на граѓаните, да ги унапредува правата на граѓаните и секако да се организира и во Кочани, и на ниво на државата и на следните парламентарни избори во форма на одредено граѓанско движење со политички презнак да учествува на редовните или предвремените парламентарни избори кога и да се, да понудиме реални политики на граѓаните и верувам дека ќе добиеме таа поддршка, бидејќи ние знаеме, можеме и умееме и првенствено сме со граѓаните, заедно со нив планираме да ги менуваме нештата. На трибината присуствуваа граѓани од Кочани од регионот кои сакаат да се запознаат со активностите и со политиките, кои сакаат да се запознаат со ова ново здружување и сакаат да бидат дел од него. Тие искористија можноста и да поставуваат прашања за начинот на дејствување и решавање на одредени актуелни проблеми и случување на локално, но и на државно ниво.